Добар ден, драги ученици! Јас сум оделенскиот наставник Гордана Томеска од Општинското основно училиште Лирија од Тетово. Добре дојдовте на часот по математика за трето оделение. Денеска заедно ќе повторуваме за 2D и 3D форми, односно за геометриските форми и геометриските тела. Кои се образовни цели на овој час? Денеска заедно ќе препознаваме, опишуваме и цртаме 2D форми, вклучувајќи петоаголници, шестоаголници и осмоаголници. Заедно ќе разликуваме 2D форми според бројот на страните и темињата. Денеска ќе препознаваме, опишуваме и правиме 3D форми, вклучувајќи пирамида и призма. И денеска ќе разликуваме 3D форми според бројот и видот на страните, бројот на темињата и рабовите. Часот ќе го започнеме со гатанки. Ајде да погодуваме. Црно е, јаглен не е. Благо е, шеќер не е. Се топи, снег не е. Што е тоа? Ајде размислувајте. Секогаш вода пие, а никогаш не јаде. Што е тоа? Сигурно се досетивте. Еве мала помош. Одговорот на првата гатанка е чоколадо, а одговорот на втората гатанка е сунџер. Предметите од нашата непосредна околина имаат одредена форма. Да се потсетиме кои се 2D геометриските форми. Тоа се геометриски форми кои имаат само две димензии. Имаат должина и имаат ширина. Елементи на геометриските форми, односно на 2D формите се теме и страна. Како што може да забележите, триаголникот има 3 темиња и 3 страни. Ајде заедно да ги откриваме и да ги погодуваме 2D формите. Кој има 4 страни, 4 темиња, сите страни му се еднакви и има 4 прави агли? Го откриваме квадратот. Кој има 3 страни и 3 темиња? Знам дека знаете. Тоа е триаголник. Има 4 страни и 4 темиња и има 4 прави агли. Го откриваме правоаголникот. Нема страна и нема темиња. Знам дека погодувате. Станува збор за круг. Има 5 страни и има 5 темиња. Го откриваме петоаголникот. Има 6 страни и има 6 темиња. Станува збор за шестоаголник. Има 8 страни и 8 темиња. Погодувате. Тоа е осумаголникот. Ајде да видиме колку научивме. Колку страни и колку темиња има кругот? Колку страни и колку темиња има квадратот? Кругот нема страни и нема темиња. Квадратот има 4 страни и 4 темиња. Задачи за 2D форми. Прва задача. Со поврзување на броевите нацртај 2D форма. Запиши која 2D форма е тоа и колку страни и темиња има. Втора задача. Доцртај ја 2D формата и обележи ги страните и темињата. Трета задача. Нацртај неколку 2D форми во тетрадка или пак на компјутер на програмата Paint и запиши колку страни и темиња има 2D формата. Тука може да го запрете часот и задачите да ги запишете во вашите тетрадки и да ги решите. Кои се 3D форми? Геометриски тела или 3D форми се тридимензионални форми кои имаат
должина, ширина и висина. 3D формите ги делиме на рабести и валчести. Во рабестите спаѓаат призма, пирамида, коцка и квадар. Во валчестите 3D форми спаѓаат конус, цилиндер и топка. 3D формите се насекаде околу нас. Ние во секојдневниот живот сме обкружени со предмети кои што имаат форма на квадар и коцка, предмети кои што имаат форма на конус и цилиндер. Исто така во секојдневниот живот се среќаваме со предмети кои што имаат форма на призма и пирамида, како и предмети кои што имаат форма на топка. Елементи на геометриските тела, односно на 3D формите. Кои се елементи на геометриските тела? Елементи на геометриските тела се раб, теме и ѕид. Ајде да погодуваме. Која форма представува ѕид на коцката? Знам дека знаете. Ѕид на коцката е квадратот. Која форма представува ѕид на квадарот? Тоа е правоаголникот. Која форма представува ѕид на пирамидата? Знам дека погодувате. Тоа е триаголник. Ајде заедно да ги откриваме 3D формите. Кое тело има 6 ѕидови, 8 темиња и 12 рабови? Го откриваме телото коцка. Кое тело има 6 ѕида, 8 темиња и 12 рабови? Се досетивте, нели, станува збор за квадар. Кое тело има 5 ѕида, 5 темиња и 8 рабови? Станува збор за пирамида. Ајде да откриеме. Кое тело има 5 ѕида, 6 темиња и 9 рабови? Го откриваме телото призма. Кое тело што е ограничено само со една крива површина, односно има еден ѕид, нема рабови и нема темиња? Кое е тоа тело? Која е таа 3D форма? Знам дека знаете, тоа е топка. Има една крива површина, тоа е заоблениот дел, и две рамни површини, горниот и долниот дел, кои што имаат кружна форма. Односно, има 3 ѕида, 2 раба и нема темиња. Се досетивте, тоа е цилиндерот. Кое тело има една површина крива, односно тоа е заоблениот дел, долниот дел, основата е рамна површина, која што има кружна форма, односно има 2 ձида, 1 раб и 1 теме. Го откриваме конусот. Ајде да видиме колку научивме. Колку рабови, темиња и ѕидови има пирамидата? Знам дека знаете, пирамидата има 5 темиња, 8 рабови и 5 ձидови. Колку рабови, темиња и ձидови има конусот, а колку топката? Конусот има 2 ձида, 1 раб и 1 теме. А топката има 1 ձид, нема рабови и нема темиња. Ајде да погодуваме. Која форма сум јас? Немам рамна површина. Немам рабови. Имам само една крива површина. Која форма сум јас? Јас сум топка. Задачи за 3D форми. Во табелата подолу запиши го бројот на ѕидовите, рабовите и темињата за секое геометриско тело. И тука може да го запрете часот,
оваа табела да ја прецртате во вашите тетрадки и да ја пополните. Втора задача, бидете креативни, направете 3D форми со помош на пластелин, глина, сламки или некој друг материјал. Еве неколку примери. И трета задача, со 3D мрежа обидете се да направите 3D форми. Еве примери за 3D мрежи. Што научивме на овој час? Денеска научивме да препознаваме, опишуваме и цртаме 2D форми. Научивме да разликуваме 2D форми според бројот на страните и темињата. Научивме да препознаваме, опишуваме и правиме 3D форми и научивме да разликуваме 3D форми според бројот и видот на страните, бројот на темињата и на рабовите. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме некој нареден час.